Ме радува што од епизода во епизода неуморни се школиве и тренерите, Така. и децата и со многу ентузијазам не дочекуваат кога им одиме. Така, ниту времето може да ги спречи да тренираат, да играат, да следат фудбал, да следат Мундокаст. Такви се и оние спортисти кои ги имаме нели на нашата домашна сцена, не се од фудбалот, но редовно го следат светското првенство, а не следат и нас двајца. Така. Таков и одбојкарот, репрезентативец еден наш, Дарко Ангеловски, кој е добро познат во јавноста по неговите игри во одбојката, па и пожарникарската работа, Така. а да видиме и каков стручњак е кога станува збор за Мундијалот. Мундокаст, како што досега ве навикнавме, во ниедна епизода не разочарува. Топ гости во студио, меѓутоа и топ соговорници надвор од студио. Денес имаме еден соговорник кој што е многу специфична фаца и во одбојката и општо во македонскиот спорт. Човек кој покрај одбојката е и пожарникар, меѓутоа и човек кој за фудбал има исто така многу работи да каже. Добро ли те најавив? Добро, 3+ ме најави. 3+3 професии одеднаш, да, супер. Не верувам дека нема луѓе дека некој не знае кој е Дарко Ангеловски Шаби, а што следи македонски спортови, македонски репрезентации во било кој спорт. Све се прати, све се гледа, затоа што мора да се даде поддршка кога што даде на нас поддршка и работава е што знаеш како доаѓа време сега лето, европски првенства, светски првенства, но со ова нашето сега светско првенство што е во фудбал, што трае малце подолго од обичаено. Поинтересно е баш кога може да се гледа и навечер дека у поладовина дома што се вика под клима, затоа што Америка е, знаеш. Америка, па и Мексико, Мексико, а и да. Канада има некои озонски дупки тамо. За тие што не знаат, самиот твој прекар Шаби влече корени од фудбалот. Од фудбалот, тачно така, да. Тоа го имаме кажано од сегде и фудбалот уствари со надимаков лепење од Чаби Алонсо, од Чави, па на крај Шаби и дојде тој Шаби што сега препознатлив со бркоите и со траката. Ама ти остана како специфика. Шаби, да, си остана Шаби специфично. Да ти кажам, и овие сега што работат од ЈКП и тие не знаат дури. Фудбалов колку стигаш да го гледаш, малце се незгодни термините, мало дете, а меѓутоа тоа што си стигнал да го видиш, што ти се допаѓа, што не ти се допаѓа, имаш ли свој фаворит некој? Фаворит имам уште од почеток. Само мојот фаворит киксна, изигра едно нерешено. Ке кажам за Англија навивам на ова светско, а има време затоа што ги фаќам тие од еден што си играат поише. така. Да, бидејќи се средува, знаеш, дома мало дете дури да се среди, дури да заспие, дури да се направи и плюс дека на работа идеме и ноќна смена. На ноќна смена фаќаме по некои една-две утакмици да се изгледаат со интервенција, ако има со една интервенција, но сепак се гледа, ама фаворитската улога во светско првенство ја давам на англичаните. Што мислиш за светското што го направија со 48 репрезентации? Добро или не е добро? Да се гледаат талентите, добро. Добро и да види дали може дали спремноста, според мене сега нема да биде така. Спремноста на играчи да се види колкава е, подолго, па карантин подолго, све им е подолго првенство и мислам дека ќе се даде многу повеќе можност на тие помалите држави што се квалификувале како тие зелени острови, како ајде Африканци сите освен Тунис спомина. Точно, да, и ќе се види, мислам дека 50% тие играчи од репрезентациите од Африка ќе се бувнат тука негде во Европа. Ама ќе видиме, ќе чекам, има доста таленти, брзи деца се тие, знаеш. Брзомче. Ева кога тргнеме Англија на страна, кој мислиш дека може да и помрси конци? Еве барем по групнава фаза Аргентина и Франција изгазија. Аве тие си газат фаворитите, најинтересно ќе биде осмина финале таму кога ќе се вкрси некој финале пред финалињата. Епа еве Германија, Франција е потенцијално осмина финал. Ја за германците сум да ти кажам. Французите малце дека уише моа не ги љубам малце поише. И дека имаат само еден играч играат за него. За тој Ембапе, не го сакам, разбираш. А за Германија мислам дека ќе биде уште сега ќе кажам 3+ ќе ја мавнам на тикет. Така, а Бразил го гледаш некаде горе. Интересна работа со сите гости со кои што зборуваме, дали на терен, дали во студио, сите нешто Шпанија, Франција, Аргентина, Португалија, Бразил, никој нигде не го спомнува. Не, и за дека не е тој Бразил што било некогаш. Ама интересно е дека и тие ќе помрсат конци на некој.
Ќе стигнат до негде, не може да стигне срамота ќе биде. Знаеш, во Бразил фудбалот е религија. Да. Од бојката у Бразил е number one спорт. Ама за религијава мислам дека ќе изгинат сите. Баш кад 24 години чекаат титула. Чекаат и ќе си дочекаат, да ти кажам, ама се на средното светско. За крај, кого го прогнозираш во финалето и во клупски фудбал, за кого навиваш? За Ливерпул сум да ти кажам клупски фудбал. Ако има некои промени сега, пак ќе си навивам за Ливерпул, а за мислам дека Англија стига негде, ама прогноза моја да даеме една, ајде нека биде Германија со Англија. Значи европско финале. Јужноамериканци не ги гледаш? Не ги гледам тоа. Поблиску ни е Германија од Аргентина. Германија прво нека ја прескокне Франција, па ќе видиме. Не ќе стигне, да ја ти кажам, навијам за по тој дуел навијам за Германија. И поубаво ќе биде да биде европско светско првенство во друг континент. Финале мислев, да. Така. И после ќе кажа тоа. Не бе, супер. Има логика. Гледам дека денеска и овие што прават прогнози за финалето, 66% даваат шанси и европско финале да биде само 34%, да не бидат двете европски. Па во Европа кој ќе се игра највише фудбал. Се игра највише све во Европа. Стар континент, за тоа го викаат све има тука. Па не може. Реално се гледа каде МЛС лигата. Не знам. Тога се тепаат, се борат Лига шампиони, се колат тамо. Реално. Тоа не знам што друго да ти кажам, обвергувам. Супер си кажа, мислам дека ќе одговориве твои публиката, не само што нема да разочара, него држиме стандард на интересни гости. Нека видат 3+ Германија, Франција нека играат, а Англија само нека си игра ако е домаќин кет, а ако е гостин двојче. Шаби, фала ти што издвои на плюс 57 време за нас и за Мундокаст. Ние сме тука како поддршка и во кариерата, и за се што треба. Си треба емисии, си треба поддршка за сите наши репрезентации. Ние сме тука и фала ти што секогаш се одзиваш на нашите повици. Брат, другарството не може да изгине, да знаеш тоа така. Уште од почеток па се до крај сум тука и за вас и за вас само. Фала ти уште еднаш. Вие останете со Мундокаст, секако и во оваа епизода топ содржини, а здравје Боже така планираме да остане и до самиот крај на светското првенство.